Статистиката покажува дека минатата година 34 пешаци го загубиле животот во сообраќајни незгоди, од кои 17 се на возраст над 65 години, а повеќе од 900 биле сериозно повредени. Според Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, една од причините зошто пешаците толку многу страдаат во сообраќајот покрај неодговорните возачи и несоодветната сообраќајна инфраструктура е и непочитувањето на сообраќајните правила и прописи од нивна страна. За жал, секојдневно можеме да видиме пешаци како поминуваат улица надвор од пешачки премин, на црвен пешачки семафор, како и се движат помеѓу две коловозни ленти, помеѓу возила во движење, но и пешаци кои воопшто не ги следат случувањата во сообраќајот поради мобилниот телефон или слушањето музика. Непотребното задржување на коловозот е редовна појава, особено од страна на повозрастните пешаци, укажуваат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Оттаму додаваат дека пешаците се најмасовна и најранлива група учесници во сообраќајот, а како таква општиот впечаток кој го оставаат е недостаток на чувство за нивното активно учество во сообраќајот и недостаток на одговорност, дека и за нив важат сообраќајните правила и прописи што задолжително треба да се почитуваат. Анализите на РСБСП и статистиката покажуваат дека бројот на пешаци кои страдаат во сообраќајните незгоди случаи токму на пешачки премин е многу голем. Анализите исто така покажуваат дека пешаците се најмалку санкционирани и најмалку контролирани учесници во сообраќајот. Прв и најважен чекор кон поголема безбедност на пешаците во сообраќајот е будење на свеста и стекнување добри сообраќајни навики, почитување на сообраќајните правила и прописи, поголема сообраќајна култура и поголема меѓусебна толеранција меѓу пешаците и возачите.